Добре вечер, јас сум Саша Раевски, јас се јавам од Виена. Тоа е друг град до држава. Се надам дека во студиото сте во исто толку добро расположение колку што сум јас овде. Како во Виена, Сашо? Боко тешко се привикнувам на подобри стандарди на живот. Кој ќе дојдеш од Скопје, знаеш како, тентија чека го поместам Кадаров има нешто за од мене, не знам дека баш нешто добро. Ти фали стресот на секојдневието во скопското. Тој адреналин, тоа го нема сегде таа, таа дрога, други дроги има, али таа дрога тешко се наоѓа. Минатиот петок немавме политиканти. Ти си во Виена, ја бев што Тирана, што Подгорица. Би сакал кратко само да споделам впечаток во две земји каде што во кој тече процес на преговори за членство во Европската унија. И интересно тоа што често го зборуваме, но овој пат многу вака експлицитно, многу јасно се чувствува во општеството една силна мобилизација на сите можни потенцијали човечки во различни области во кои течат тие преговори за членство од прочистителни станици каде фалат депонии, извештаи, дебати меѓу граѓанското и општество и министерствата, до се разбира овие најчувствителните области какви што се безбедноста, внатрешните работи, правдата, владењето на правото, просто една друга атмосфера која квалитативно одстапува од ова една константа на апатија која ние ја живееме овде во едно чувство на безизлезност, на безперспективност. Просто друга енергија. И кога зборуваме за адреналинот, овој стресот кој што го скопското секојдневие што го предизвикува сега па со Safe City, посебно јас инаку го поздравувам тој закон, но има тука едно, тоа е главната тема, за жал. Тоа е единствената тема како се или поголемиот проект кој предизвикува разни реакции. И друга работа која кај нас се случува, не знам се овие контроверзии околу законот за високо образование за кој ќе говориме понатаму, и се случуваат овие работи какви што е марихуаната, која иако зборуваме за рекордни тони на заплена на марихуана на глобално ниво, тоа е веќе денеска. Јас и некој од вестите се обидов да ги гледам пред да дојдам овде во студиото, речиси да таа тема исчезна, као 5 грама да се запленети и тоа е тоа. Не знаеме кој стои за тоа, што се случи, кој е тој камион, дали од Македонија стигнала, да не стигнала, зошто овде, кому се запленува, Заев ли е, не ли е Заев. Само еден тотален хаос во кој сепак зад кој може да се види дека се погодени разноразни структури со известно влијание и моќ во општеството. Борјан, ја само да се надобразам, мислам, веројатно веќе на просечните гледачи на македонската реалност, овие што следат медиуми и социјални мрежи и така натаму, им е јасно дека кога ќе се обидеш како што се обидува, и тоа ни помалку ни повеќе премиерот да ја замати водата околу целава афера со марихуаната, дека тука мора да се крие нешто за кое стои и еден дел или нивоа од државата. Да се шверцува толку тони марихуана, тоа е невозможно просто без државно учество. А при тоа да премиерот онака арогантно на едно прашање се сврти и каже од кај знаете дека е дрогата од Македонија, дека е марихуаната од Македонија. Ја мислам дека и МВР тоа не го знае.
Нешто што иначе се констатира за 30 минути, особено со официјална изјава од српските органи за прогон таму, кои што апсија, кои што рекоа дека марихуаната потекнува од Македонија. И сега имаш типична пиаровска операција, во која што како за жал во една потрагични контексти, истото што го направија со Кочани. Значи кога ќе видиш дека и самиот носиш одговорност за тоа што се случува во некаков неповолен за тебе политички настан, првото правило во пиарот е да го шириш контекстот. Сега, наместо да добиеме договори од кај се овие 5 тони, кај се отидени, што е направено, односно која е непосредната причина и одговорност за пожарот во Кочани, они почнуваат да го шират контекстот. Се тоа приказки, сега ќе направиме контрол сите фирми, па ќе констатираат дека законот не се спроведувал, правилникот бил спротивставен и питаја ја турнаа темата од тоа од каде потекнуваат овие 5 тони на страна и прашање дали воопшто нешто ќе дознаеме за тоа. Во принцип, само како тоа изгледа тие работи, мислам на нив, не знам дали им е тоа јасно. На крај ќе излезат разговорите што вечерта кога е направена полициската операција во Кушевац, која исто така една инаку многу матна работа во Србија, веќе веднаш е констатирано дека во работата е вмешан ни помалку ни повеќе најверојатно министерот за одбрана на Србија, кој што само да потсетиме беше сменет од шеф на БИА заради слични скандали со Јованица и така натаму пред известен период во Србија. Еден ден некој ќе ги објави разговорите што се водени во тој момент помеѓу македонски високи функционери и српски високи функционери, од што гледаме дека резултатот е да се заматат работите колку што може повеќе. Како може премиерот после неколку дена да фрла сомнеш за тоа дали е другата потекнува од Македонија, кога тоа е веројатно најлесниот елемент во целата афера да се востанови кога тој камион е помитат на граничен премир, можда не на Табановци, но на Прохорчински. Таа дрога не е носена магариња. Во таа смисла сакам да ти кажам една анекдота која можда не ја раскажувам и прв пат, од времето на Груевски, кога протекоа разговорите нивни и така натаму. Кога еден ВМРО-ец вика, сега вика ништо више не ни може, зашто не набавивме сателитски телефони? И сега више не може никој да ја прислушкува. И добро вика, ма сателит набавивте? Не бе вика, преку израелски сателити. Па добра, преку израелски, никој не може да ве слуша, да ве следи. Така што и ова со марихуанова, кога по 2-3 години или по 2-3 месеци, да не бидат и 2-3 недели, која ќе исцурат на интернет или која ќе излезе некој и ќе објави кој со кого комуницирал таа вечер, следниот ден, ќе констатираме дека тоа ни од македонска страна не се случи ни нигде. А овака како што ја тера Мицковски целава работа со истрагата, дури би рекол дека се можда многу високо во неговата партија или во неговата државна администрација, тие кои што на еден или друг начин се обидуваат да зацкријат, бидејќи скандалот е голем, се разбира. И сепак ја имаме истата мулјажа. Секој ден, сега не 50, 100 тони се, 150 тони, ова, ама во суштина не знаеме овој камионов што го направил тоа, чие, кој поминал, како поминал, кој стои за тоа, кој криел, кој молчал, за тоа нема ништо. Истрагата е во тек. Ете така ќе биде и со оваа марихуанова, како и со низа други работи, нормално ќе се вувачкаат во приказката тај заедните, ова, тоа, па тие ќе реагираат и така, се само за да не се открие кој стои зад овој конкретен кривичен настан. Ја не знам дали ти не си тука, маса на новинари од Србија дојдоа во Македонија, снимаат, бидејќи мислам тука нема дилема дека тие 5 тона се дојдени од Македонија. Во таа смисла не знам кој ја разбира и воопшто како може некој да ја разбере таа изјава на премиерот. Не знаеме дали дошле од Македонија, тоа истрагата ќе покаже. Добро, нека покаже истрагата а потоа нели следеа оние големи акции 40 тона, 50 тона, па може ќе стигнеме до 100 тона, што е стварно вака станува збор за еден рекорд на глобално ниво. Тоа се стварно сериозни количини, без при тоа да се објасни процедурата што, како, бидејќи нели постои закон кај нас кој ја легализира производството на тоа. Ако некој не ја чувал таа марихуана како што треба, ако тоа не било складирано, мора да постои одговорни. Тоа
сега мораше да видиме да излезе некаква пресконференција на која некакви детали ќе се кажат околу целата таа работа. А знаеш, Сашо, види, и ова го спомна Заев, се разбира, он е дежурната приказка во ова кога станува збор за оваа тема. Ја мислам дека он се јави со едно соопштение, но мислам дека од негова страна стварно он не може на долги стази да игнорира. Он стварно треба да се појави во јавноста каде што ќе одговори на повеќе прашања кои се однесуваат на од неговата поврзаност со не знам кого во Ново Село, до тоа како е донесен тој правилник нов на законот врз основа на законот кој е донесен во времето на Груевски, но тоа се маса на одговори кои фалат. Ова е муабет кој се прави пред кооперација, а при тоа станува збор за количини на марихуана, а информациите за количините ги лиферува самата власт. Ја мислам стварно не кажам, целта е разговорот да заврши на ниво на предкооперација. Значи, види, ако е точно, а за тоа веќе постојат многу материјали, дека за тоа во Србија стои министерот за одбрана Србија, значи немој да имаш сомневање дека се работи за бизнис кој се или за контакти кои се правени на највисоко ниво помеѓу Македонија и Србија. Веројатно и Вучич и Мицкоски за тоа имаат разговарано. Не само подолни нивоа. Веројатно ова што сега го прави Мицкоски за да потргне под тепих целата таа афера и ја шири сега контекст кој доаѓа. Сега знаеш како со апаратите за гасење пожар после Кочани. Сега ќе проверуваме од цела Македонија дали има црева и апарати за гасење пожар. При тоа никој не е против тоа, се разбира, и никој не е против тоа да, пошто ни еднаш не е направена контрола во сите овие фабрики за марихуана да се прават контроли, ама ова треба да се сокрие, бидејќи очигледно дека има тука некаков чат кој што ќе упати на некаков оган, кој што на крај ќе биде пак многу непријатен за сегашна власт. И тоа го прави. Па еве, земи ги последниве извини, рипаме од тема на тема. Земи ги последниве, да речеме, настани што се случува со царините со Соединетите Американски држави. Апсолутно Македонија нема никаква поволен исход од тоа, бидејќи тие 15% е нешто што уште од лани ги стави американците. Напротив, сега е тоа формализирано, ние ќе увезуваме без ништо, они ќе и понатаму ќе имаат 15% царина. Со тоа што допрва ќе се дефинира кои производи во тие 15% може да бидат цимнати со некој процент како што и така. Овие тоа го прогласија за огромен успех на владата на тоа е таа добрата вест што пристига. Каква добра вест бе? Што го петате? Па не сме пасе да треба. Истото тоа што само би го турија сега и би го направи официјално. И се тоа е тоа, ама како што гледаш, сега пред да седнеме читам Паулој, како се кабе на пратеникот што има главен портпарол од Куманово, кај е тој? Појма нема. Да, Бране Петрич, да. Капица за све, разбира, он коментира од временска прогноза до шведска марихуана и меѓувреме царини со американците. Ами неверојатно, човече, се тоа ќе ги го продаде, или што ќе го продаде на македонски рад, па тоа дека е огромен успех, дека тоа видите како ние со Америка макасме. Шајка. Што е шајката? Истото тоа што го имавме, само ни го официализира во порошајна информација. При тоа, главна тема е, колку што разбрав, се користат овие механизмиве кои Додик ги има користено по Вашингтон, се ровари, за да се обезбеди средба на Мицковски со Трамп и да тоа биде веста што за 6 месеци, нели? Која ќе ни го промени, која драстично ќе ни го промени квалитетот на животот. Инаку те вратам ја на марихуаната, сашто да имаше сега, например, обвинителство поставено како специјалното СЈО, кое требаше да биде урнек за тоа како едно обвинителство треба да работи, и да таа структура се развиеше во една насока во каква што требаше да се развива кога се постави, се разбира додека не се доколку не се случеше онаа несреќа од Катица Јанева која го искомпрометира целиот процес
се разбира насанкана од разноразни ликови на кои СЈО им пречеше по сите основи, работите сосема поинаку би се одвивале и можеби ова со марихуаната веќе би имало поинакви димензии и веќе би знаеле за кој стои за тоа. Но како што гледаш, постои една упорност во тоа да се покаже дека СЈО било политичка некаква лабораторија која требала да го сруши ВМРО ДПМН во тоа време од власт, при тоа ако може да се абстрахираат се што слушнавме во бомбите, дека тоа све треба да биде измислица, и дека овие што беа вклучени во сите тие афери кои произлегува од бомбите, дека се уствари жртви на режим нечи, на некаква конспирација од странство, што е просто неверојатно, но еве тоа е што се соочуваме. И еве Ленчер Истерска која инаку произлезе од СЈО и во која го изгради интегритетот на обвинител каков што е потребен обвинител да биде, она се разбира таргет кој треба да се ликвидира, ако може да не постои на таа сцена обвинителска, да не им се мати водата и да можат да се инсталираат разноразни послушници кои потоа нормално ќе си функционираат онака како што власта ќе сака. Проектот на ВМРО ДПМН кој што го покренаа пред некоја недела, со гостување на една иначе прононсирана бивша обвинителка, сегашна адвокатка на едно најдиректните, да кажем, пропагандни канали на власта, да се редефинира македонската историја од последните 10 години. Они се влезени у проект не само од они со СДСМ се договорија дека више нема се гонат криминално. Случаите на СЈО, тоа што се направи другите, со насмевки, со среќа, со учествено од сите страни се завршија. Не, треба историјата да се редефинира. Дека уствари сега треба да се апсат обвинителите на СЈО, замисли заради ова, заради корупција, за таму била политичка инсталација. Неверојатни џубриња. Тоа, како да кажам, битој ги слушнавме гласовите у оригинал. Значи, не е тоа нешто што не сме знаеле детали, пола овие што зборат у оригинал им ги слушнавме гласовите, како ни ги крадат парите. И сега тоа треба да се редефинира. Дали ќе се враќа Груевски у земја, не знам, мислам дека тоа ќе го видиме наредниве месеци. Дали таа подготовка, гледам дека и СДСМ тоа на тој начин го чита и го пласира. И да ти кажам сега, апропо СДСМ, ваква како што е СДСМ, све ќе помине. Дека, значи, нашата среќна околност е што се овие на власт толку неспособни, што и собствените проекти за разноразни редефинирање, за криење и така натаму, не успеваат до крај да ги спроведат. Ако е тоа некаква среќна околност. Ете, во таа се вртиме во тој круг на 24/7/365 дена само пиари. Те дали се работи за тоа дека Мицко уште не се сликал. Еве у Минхен сега му е Марко Рубио. Нека иде со Марко Рубио дека се слика аманот и плани со Джеди Венц доживеа катастрофа. Нека иде више Трамп да го замолиме сите да пише едно колективно писмо, да го седне таму да го слика. Не може веќе да се трпи ова човече, како ги кажем, овие најави за огромните успеси и така натаму. Значи, сите политики при тоа во државава, како што гледаме, никаква битна реформа не се случува и таму кај што треба да се случи се огромни кавги во Министерство за правда, гледаш до кај стигнавме да мора Мицковски јавно да посредува помеѓу министри од различни партии за да си ги смират односите, ништо не е мрднато. Се е само една шминка и ова, знаеш, помалце ќе чистиме улици, ќе рушиме не знам, пропаднати згради и така натаму, добро, се тоа во ред, еве, се уште владаат со 100% власт и ништо добро не произведува. И при тоа имаат опозиција која таму каде што не треба е многу конструктивна со власт. Што е дополнителна. Гледах вчера Мечко и Мичо и со постанот и така натаму. Јасно е веќе приказната, се договорија во еден период, ама пулката што е за СДСМ, тоа што се обидуваат да им го кажам веднаш после локалните избори. Каков и да имате договор со Мицковски, а имате договор.
Нема Мицковски да го почитува кога би се изборните резултати катастрофални. Значи, такви договори на крај ќе ви каже, дечки, се извинувам, ама вие сте толку слаби и недоверни, што и договорите што ги направите дека немаш. Ако ти не обезбедиш да имаш некака повлијателна политичка позиција, ако при тоа расчистиш партијата на начин да ги вратиш сите на ова што ти гледаш дека партијата, се истите луѓе. Немам ништо против што сакат нека прават, има таму и добри луѓе. Ништо немаш да направат на крај Мицковски во еден момент, па дали на Заев, дали на Филчич му каже, дечки, не лажеше, договорот, ај се здраве, И при тоа ги има, знам овие на Дачич македонската верзија, која сега не знам дали забележа, сега се во обид да наметнат оваа национална тема да ги спречат студентите во албански кои студирале албански правен факултет, правосуден, да не полагале на албански затоа што тоа така не можело. При тоа мислам не ја разбрав до крај аргументацијата. Мицковски кој излегува, па уствари ако сакаат може, така а тоа на знам, за да на знам му донесе по на таа национална повторно, нели, на таа националистичка тема измислена, при тоа да му донесе некакви поени и да го малце зацврсти во власта, и ако може нормално да му земе да му го подигне капацитетот и потенцијалот на знам за да придобие уште по некој човек од СДСМ. Но добро, тоа е тоа, Сашо. Инаку да имаме да дојдеме до темата, нели, и до нашиот гостин, има проект голем, законски, кој по сите основи е контроверзен и делува онака анахроно, паднат од Марс, од нигде никаде. Тоа е законот за измените во законот за високо образование и нели има уште таму, не знам како се во називот. То ќе доеме, ќе една кратка, многу ми направи впечаток од колумната на професорот Додовски, вика, Македонија предпочита да не живее слободно, да не се отвори кон светот, туку да се прпелка во идеолошки рецидиви и провинцијални фрустрации кои повторно и повторно, од деценија во деценија, по инерција или со интенција, се преточуваат во конфузна и анахрона образовна политика. Се поставува елементарно прашање на здравиот разум во кој свет живеат пишувачите и предлагачите на законот. Конечно, во каков свет сакаме да живеат нашите деца, и ово би требало да е прашање на кое ние вечерва, Сашо, треба да бараме одговори од нашиот соговорник, кој јас го познавам многу одамна, уште од 90-те години, кога беше во Париз на Сорбона, потоа зарамина во Турција на Галатасарај, но тебе ти беше колега на Американ Коледж, па каде што ти веројатно нема да можеш повторно да се вратиш, па представи го ти понатаму. Значи, вечера ми гостин професор Владимир Радевски, морам да направам full disclosure, што ви ние сме генерација со Радевски, заедно учевме во Кочагин, Кочагин, нема веќе такви генерации, нема веќе такви гимназии. Македонија тоа беше еднаш, тоа мајка беше бераđа, што ви кажа. Професор Радевски е реден професор по компјутерски науки, декан на факултетот за компјутерска техника и информатика на Универзитетот на Американ Коледж Скопје. Веројатно еден од најквалификуваните соговорници што можеме да ги доведеме во студиото на прашања за реформи во образованието, бидејќи Владко не само што има долга кариера, партијската на Сорбона, Галатасарај и така натаму, туку има долгогодишно искуство во домашни високообразовни институции, и како истражувач, и како наставник, но и од позиција на високи функции во университетските администрации. Тој беше меѓу другото бил декан, сега е декан, проректор за академски прашања и дигитализација, директор на кампус, на штуловиот кампус во Скопје, со години беше директор. Има богато меѓународно искуство во експертизи, бидејќи експерт на Европската мрежа за образовни програми Еридика. Тоа не знам колку проекти и колку членство има меѓу другото во меѓународни комисии за докторати и активно во бројни меѓународни иницијативи. И ова го кажувам со особена
На страна младко, работински младко, ако смеам сега да кажа тоа да Се разбира. зборува меѓу 5 и 10 странски јазици. Која цифра сакате да ја погодите, таа е. При тоа не мислам на српски и бугарски историја и бог. И сега ми кажа дека учи италијански. И италијан, да. Италијански да учи, веќе се доучува, што се вика. Да. Значи, Владко е апсолутен гениј кој што не само затоа што стари пријатели и колеги, туку навистина ни е одличен соговорник за овие теми. Владе, добродошол во Политикант. Добро вечер, добре нашол и благодарам на вака гламурозната најава. Се извинувам. Се разбира дека тоа е точно што го кажа, меѓутоа можеби не во толкави квалификативи. Јас сепак еве ве слушав на почеток во уводниот дел зашто се не коментирате, имате познавања. Навистина доаѓам од еден друг свет. Ја доаѓам да ви кажам само што заврши јануарска сесија, јануарско-февруарска поправна сесија на Американ Коледж. Не знаеме главата кај ни почнува наредниот семестар, имаме подготовки за припреми на дипломски работи со компаниите кои што веројатно сме меѓу ретките високообразовни институции во Македонија што ги прави така натаму, така да не знам главата кај ми е од мои работи и мислев дека е тоа најкомплексното нешто што може да му се случи во работен век на човек. Кога слушам што све вие пратите и коментирате, тоа е стварно импресивно. Но секако, видете, го спомнате законот за високо образование, да, тоа е во нашиот домен една апсолутно топ тема деновиве. Навистина, видете, закони прават правници, да речам, и учествуваат во нив експерти од областа за која што се прави законот. И се разбира, зборуваме за нацрт закон, кој што е сега во јавна расправа. По моje мислење и по сите параметри, навистина прекраток период за јавна расправа, бидејќи законот има 170 страници. На институцијата каде што сега работам, Универзитетот Американ Коледж, ние не знам колку пати се состанавме последниве 2 недели и сумиравме една листа на наши забелешки, коментари, прилози. Така да, јас радо би споделил со вас неколку впечатоци и неколку елементи што сум ги идентификувал и што веројатно се во спротивност со некои мои идеали и визија во високото образование, но генерална оценка, знаете, ние имаме меѓу другото и една академска ригорозност, генерална оценка сепак со целото моје искуство не сум квалификуван да дадам за овој нацрт закон, не бите да ме сватите Имаш ли погрешно. идеја каде води он? Која е целта? Што државата сака од него? Кој е поентата? Па видете, тоа е многу интересно прашање, Борјан. Знаете, како што демократијата не е само гласање на избори и добивање на избори, така и високото образование не е само закон за високо образование, но навистина законот е сршта со кој што се регулираат едни исклучително важни и комплексни системи. Јас би сакал, би посакувал, кога зборуваме за овој закон, прво да зборуваме кои се прерогативите кои што доведоа до овој закон. Пазите, јас во Македонија сум од 2003 година, ова ми е трет закон на кој што давам коментари и на кој што треба да се прилагодувам во мојата работа. Факт е дека имаме проблем со квалитетот на образованието. Апсолутно. Генерално. Не само со квалитетот. Видете, ние имаме проблем со квалитетот на образованието, имаме проблем со квалитетот на истражувањата, нивото, имаме проблем со рангирањето на нашите универзитети, и имаме проблем со бројот на универзитети. Пазете, ние сме во групата земји, тоа е некој избор, некои политики во претходниот период ги отварале тие универзитети државни, да речеме, вие имате 6,5 државни универзитети во Македонија, 6 чисто државни и еден јавно-приватен универзитет во кој што државата учествува. Постојат стандарди донесени од УНЕСКО, тие не се нити закони, нити ограничувачки, но ОСД и УНЕСКО определува дека можат земјите да се определат и на голем број универзитети.
Можат да се определат на рестриктивен број на универзитети, но некаква нормала е околу 6 до 10 на милион И жители. она што е црвена линија е автономија на универзитетот. Автономијата секако. Сега, јас во овој закон, чисто за илустрација од професорот Ива Додовски, го читав овој одлична колумна, еве ви кажа неколку илустрации за заклучокот. Во предложениот закон зборот влада се споменува 30 пати, зборот министерство 42 пати, а министер 44 пати. Се разбира, во сите примери станува збор за моќ што им се дава на овие именки да одлучуваат за прашања за кои во нормалниот свет одлучува академската заедница. Со други зборови, ако добро разбирам, тенденцијата е вие професорите не можете да обезбедите квалитетно образование во Македонија. Ние како влада, сега тоа ќе ви кажеме како се прави. Видете, ако после таква тенденцијата е имплицитна, меѓутоа многу... Па и вака, вака ако да. нели, вокабуларот и лексиката содржана во законот е доста експлицитно ги открива намените. Точно. Има и повеќе други детали кои што зборуваат во таа насока, во самата содржина на законските одредби. Но... И направи впечаток. Да, се разбира. Видете, универзитетот во секоја држава, во секоја нација, во секоја уредување е интелектуалниот крем на општеството. Значи, не се тоа нити работници, она смешно беше во социјализмот, како се викаш, Организација на здружен труд, Машински факултет Скопје и така натаму, нераздерлив дел од тоа чување на универзитетот на пиедесталот на кремот на општеството е респектирање, дозволување и поттикнување на неговата автономија. При тоа, автономија не значи автономија да предавам што сакам. Не значи автономија да не работам. Но автономија, јас да кажам, во кој правец треба да се развива, што треба на општеството да се понуди како програми, што се тие услови под кои што ќе се напредува, како јас ќе ја градам таа академска заедница. Вие не можете во Македонија со 25 вкупно универзитети да изградите квалитетна академска заедница. Ова што го велите толку пати се спомина министер, министерство, влада и така натаму, се разбира, словенечкиот закон е на 39 страници. Таму и да сакате не можете 100 пати да споменете министер, но разликата е во тоа што во такви напредни земји поставени се работите на начин на кој што универзитетите влечат напред, а не владата или политиката сегаш. Влечат и студенти, пола студентарија во Словенија од Македонија, јас во Љубљана, не знам кога бев последниот пат. Последните 2 години десетици студенти во рок од 4 дена, македонци кои ме застануваме, поздравуваме, кои студираат таму колега и кои од Битола се фалат и кои тоа е вака тренд, просто станува мода да се оди во Словенија, бидејќи меѓу другото и бесплатно е образованието. Колега од Битола имаше податок во медиумите 3100 македонски студенти само во последните 2 години се во Словенија. Околу 1000 се во Бугарија. Видете, новото време во кое што живееме е отворено време. Значи, студенти, јас би посакувал да изградиме идентитетски универзитети во Македонија, во кои што ќе доаѓаат студенти од странство. И ние имаме исклучително искуства со Еразмус студенти. Пазете, они доаѓаат на Американ коледж еден семестар, огромен процент од нив поднесуваат барање дали може да продолжам уште еден семестар. Ама тоа е минорно, тоа не сме ние, како да ви кажам, тоа е нашиот бутик универзитет кој што возможа такви работи. Кога се работи за политика на државата во смисла на оформување на рамки во кои што ќе се развива високото образование, вие не можете да постигнете со наметнати критериуми, например за научно-истражувачка работа, во вашите 6 државни универзитети и уште толку најмалку големи приватни универзитети да добивате екселенс на рагирањето. Тоа е изгубена битка. Ние ќе се покачиме во таа светска ранг листа на универзитети од измислувам X на X плюс 5 или на X плюс 20. Нема да дојдеме никогаш во значителен врв. Тоа е едно од проблемите во автономијата. Пазете, ако државата наложува мерка за квалитетност во образованието, да биде истражувачкиот аутпут
И тоа според критериуми како овде што пишува Web of Science, H-Factor, Citation и така натаму, индекс и така натаму. Тоа не е се во високото образование. Вие не можете да имате 6 истражувачки универзитети во Македонија и затоа тоа не се пишува во закон. Не може да имате, ако имате држава која има одделува поголем број од поголеми средства во буџетот за наука и истражување, за разлика од некои минорни промили кои се одвојуваат. Ке нас се под европските стандарди тие средства. Апсолутно, да. Второ, за една илустрација вака во Израел, мислам дека е рекордер 6% од буџетот во Израел оди за истражување, да. Меѓутоа, велам, високото образование и проблемот со овој закон не се само тие критериуми за напредување во академски звања, не се само тие рестриктивни мерки што се воведуваат за прв пат на неможност да се вклучат експерти од пракса во самата настава. Пазете, ние имаме насловни доценти, насловни вонредни професори кои што по закон сме ги бирале, кои што ги тренираме да влезат во пракса. Тоа е цел еден процес и кој што се покаже исклучително успешен. Предаваш информатика. Да. Тебе ти треба теоретски нели така натаму, но ти претпоставува ти треба занаетчи кои ќе помогнат на студентите како да се барата со сите овие алатки кои стануваат се повака, предизвикот е се поголем со развојот на артифицијалната интелигенција и со сите нови алатки во дигитализацијата. Сега нема да можеш да ги користиш. Според сегашниот нацрт закон, ако остане тоа и ако не се сослушаат нашите забелешки, ние нема да може да користиме. Пазите, не е тоа само во настава. Јас имав скоро минатиот месец добивме акредитација од едно од најреномираните акредитациони тела во Германија, членка на Европската заедница на Quality Assurance агенции во Европа за високо образование, ASIIN се вика. Тоа се специализирани за computer science, engineering, mathematics и така натаму. Процесот на акредитација траеше 2 години. Они дојдоа на посета во универзитетот на студиско мониторирање на процесите на универзитетот 10 дена. При тоа побараа состаноци со бизнис заедницата со која што соработуваме и од кај што ни доаѓаат професори, односно избрани во магистарски, докторски, со докторски, магистарски степени на образование, избрани во насловни звања, со студентите. Пазите, еден огромен дел од извештајот што го добивме е начинот на кој што студентите го перцепираат нашето образование и нашите услуги. Student satisfaction, задоволство на студентите, можност за мобилност, можност за пракси. Значи, тоа се работи сега кој што во овој закон, ако остане вака, во овој нацрт, погрешка или не, почитуваните колеги кои што го работеле, не ги предвиделе и тоа не е добро. Тоа е апсолутно штетно. Се жалат гледачите дека и мојот микрофон не работи. Па нешто не ти е добар, морам ти кажам. Малце матно е. Да, матно е ли се разбира? Да, ја барем овде во студио се гледам и ја по. Мислам дека не знам дали на YouTube каналот добро ме слушаат. Бидејќи ако може да ја кажам неколку работи, јас самиот бидејќи во подготовка за емисија и читав да чуда работи меѓу другото и предлозите што ги даваат и новиот закон и така натаму. Значи, мислам дека генералната тенденција на Министерството, како и во се друго што го ја прави оваа влада во држава, е да завладее со универзитетите. Значи, тоа не е прашање на автономија, автономијата одамна е заборавена. Туку е да се вмешаат, затоа министерката и министерството, односно министрот, се спомнуваат 100 пати, 1000 пати и така натаму. Значи, да завладаат со секој детал од тоа како работат универзитетите, при тоа немаат начин како да се спротистават со овие веројатно 15 на вишок од универзитети кои што постојат во Македонија и чии што квалитет е таков како што е. Се обидувам да збирам зборови, да не биде дека бидејќи јас самиот предам 20 и кусур години по универзитети, меѓутоа немаат сила тоа да го што и веќе постои да го спроведат, туку измисливаат разноразни ограничувања кои што влијаат врз интердисциплинарност во пристапот на универзитетите, влијаат врз позитивни иницијативи. Во законот ни еднаш или еднаш се спомнува artificial intelligence.
Мислам дека дигитализација ни еднаш не се спомнува. Во законот се забранува, воведени се такви строги правила што може да се случи за да запишеш докторанти, да речеме не повеќе од 6 докторанти, ти даваат квота, не знам што, тоа е такво едно вмешување во наместо да отворат и да стимулираат, законот ќе пишува на апсолутно со еден рестриктивен пристап. Значи не е тоа дека универзитетите во Македонија не треба да имаат стандарди. Меѓутоа во земја која има 0,20 и не знам колку е последниот процент, 0,27% е вложување од буџетот за наука и развој. Европскиот процес е негде меѓу 2,5-3%, а Израел, господина Борјан, 6%. Ти не можеш да очекуваш дека овде ќе се развија истражување и наука. Овие луѓе изгледа не разбираат за да објавиш во референтно списание труд. Ти треба да имаш истражување, истражувањата чинат пари. Плюс самата објава на тој вид на истражување, не знам дали тоа јавноста го знае. Значи самата обработка на тие прилози е веројатно негде околу 3000 евра. И сега, ако сакам ја да објавам во референтно списание, нема фонд во државата кој што би помогнал за тие обработки кои чинат 3000 евра. Такви се процедурите меѓународни. И сега сме фрдани во една дивина. Овие носат закон од 200 страни за да интервенираат во што поголема контрола во се што ќе се случува. Тоа е повторно метода што го зборевме претходно, извини Владко, ние и во политички анализи влегуваме во нашите разговори. Повторно тоа што е да они контролираат се, а при тоа, сега како да ти кажем, да речеме, приватен универзитет нема да може да има факултет за архитектура. Зашто да нема, или факултет за право? Тоа само може да го имат државните универзитети. Добро, викаат не може ни медицина, ама знаеш како сомнително е што не спомнуваат стоматологија. Затоа што да не е тоа сега мешање некои актуелни ситуации кај што веќе има приватни стоматолошки факултети по универзитети. Така една нелогичност и една недоследност во работите. Дури мислам дека на некој место е тоа пишувано на начин да очекуваат да бидат критикувани и можда тие што го предлагале и го пишувале, барем делове тоа, може да е со таков еден пристап да направат што полошо за да не помине. Види, ова, благодарам што го спомна, ова со регулираните професии на вистина е проблем голем. Во овој закон првпат се споменува дека медицина, фармација, архитектура, овие правен факултет и овие програми што произведуваат наставници, што образуваат наставници во високото образование, што ќе работат во основно и во средно, не смеат да се организираат на приватни универзитети. Сега видите, ова е еден пример кој што е во директна спротивност со позитивни европски искуства кои што тежнат, има и вакви искуства, се разбира, тоа се навистина аргументи за да се каже дека државата зима контрола врз тие професии. Меѓутоа, другиот начин на повторно постигнување на таа контрола е креирање на многу строги критериуми кој со завршен правен факултет може да утре да практицира право. Затоа постојат тие лиценци, затоа постојат тие државни испити и наместо да се, по мое мислење, јас би сигурно гласал повеќе за зајакнување на критериумите за добивање на лиценца за работа на доктор, правник, архитект и така натаму, него ли на наметнување на ситни услови, дури и крупен услов, не сме да има архитектура на приватен универзитет. Тоа нас, например, на Американ коледж директно не засега, затоа што имаме една исклучително квалитетна програма по архитектура и не ни е јасно. Едноставно не е јасно од законот со што тоа ќе се аргументира ваквиот постапок. Затоа што ако вие велите да, архитектура може само на државните, онда кај да видиме зашто. Дали вие ќе донесете добра програма, дали ќе донесете ресурси, дали студентите ќе ги пратите на специјални пракси, кај што ние не можеме да ги пратиме во институции и така натаму, дали. Значи, ова е отворено едно прашање кое што става една дамка става една капка во чашата која што вели автономијата со овој закон е во голема опасност. Ова личи како на не знам, после војната комунизмот, национализација.
практично. Меѓу другото, тука ме подсетува на оваа сега мерка конфискација на автомобилите, конфискација од земање на приватна сопственост. Не може да не навлегувам во таа дигресија, но само да кажам една тенденција која е прилично, како да дрска, авторитарна. Радески ми интересира како овој закон, конкретно, за да може некако да бидеме појасни, како ќе се одрази на American College конкретно? Во смисла на квалитетот кој сега го испорачува American College, кој важи за еден од по-добрите универзитети. Видете, има најмалку 4-5 точки кои што директно негативно ќе влијаат доколку останат решенијата во нацрт законот и доколку нашите аргументирани забелешки не се прифатат. Едно е, ги спомнавме, со насловните доценти, експертите од пракса што работат во нашата институција. Второ е со постоење на факултетот за архитектура. Без тој факултет дел од имиџот на нашата институција се губи. Трето е, акредитацијските тела не е предвидено, например, ние затоа се викаме American College, затоа што имаме нашите две меѓу најистакнати програми, ни се со ACBSP американска акредитација. Сега, ние забележавме во нашите забелешки дека ако се ставаат акредитациони тела од Европска заедница, па треба да се стави и некаков начин на детерминирање на квалитетни американски акредитациони тела, инаку нашите програми ние ги рекламираме, се препознаваат надвор, нема да се препознаваат внатре. Значи, еве трето место каде што ќе се директно каде што ќе влие. Дури има одредба која што вели овдека влага во прилог на ова Ордановски пред малце што го каже на претерана влезеност во детали. Само вика, ако имате акредитација од Европско акредитационо тело, кое што е членка на Асоциацијата на европски акредитациони тела, одлична одредба до сега, вие не треба да поминете низ истите чекори на акредитација за национална акредитација. Ама има запирка и вика, ако Агенцијата за обезбедување квалитет има подпишано договор со таа агенција, која Агенција за обезбедување квалитет подпишува договори со агенции европски кои што се бават со quality assurance у higher education, нема потреба да се подпише договор. Значи помина времето на подпишување договори, така значи малце една комунистичка да се стави се под капа на државата, ако можам да ја ќе ви кажем и драстичен еден друг, да речеме приватното образование се разбира се плаќа кај нас, не добива субвенции од државата. И досега требаше да собственикот на универзитетот, до телата на универзитетот да обезбедат 25% од некоја маса на tuition, на школарини, кои што ги наплаќа од студентите. И тоа е во ред, за да државата има едно купче пари, кое што во случај на неправилност, затварање на универзитетот и така натаму, ќе може да го употреби за обештетување на студентите кои што се запишале на акредитирани универзитет, ама тој престана да работи. Сега таа сума е 100%, од 25 на 100. Ја да сум собственик на универзитет, јас како професор се чувствувам, да ви кажам благо кажано, навредено. Па не работам ја у коцкарница, не работам ја у бизнис со ризик, за да мора секој денар што го зема институцијата од универзитетот да го гарантира со банкарска гаранција. Ја работам со милион инспекции, ја работам по милион закони, ја работам, како да ви кажам, овој начин на менување на тие правила на игра, знаете, од 25 на 100, не е во ред и треба да се земе во предвид. Затоа реков дека е многу мал рокот за разгледување на овој нацрт. Не е добро. Треба да има повеќе можност за разгледување на аргументирање и евентуално за, знаете, малку менување на таа ориентација авторитарна која што навистина зрачи од овој закон на тие 170 страници. Сакам нешто да кажам, Владко, мислам, не знам дали ти се согласиш. Меѓутоа, законот е во принцип дискриминативен и прави разлика помеѓу јавни универзитети и приватни универзитети. Зошто? Зошто особено ако треба да дојде тоа како стартна една конзервативна десничарска влада за каква ще представува ВМРО-ППД. Видете, Треба да треба комунисти што викаат голем би разбрал. Како зошто да биде приватен универзитет во Америка, не во Америка, во светот најдобрите приватни универзитети се подобри често пати во разни земји од јавните универзитети.
затоа што нема тој тип на дискриминација. На крајот Одлука е обврзана со едно образ. Можда луѓето што ги пишувале, можда правен факултет од Скопје го има правено закон. Така ми личи тоа, знаеш. Правен факултет од Скопје и све сите закони е солта што таму посолува. Зашто да има разлика помеѓу добар приватен и државен универзитет кој исто може биде добар? Држи го ова прашање и кој знаете ли кој го прави ова? Ве викнале ли, ви консултирале Американ колеж? Кој од Американ колеж е викнат за во изработката, во консултации? Значи на ниво на Американ колеж навистина не знам, ја немам таа информација. Во она што го прочитав во медиумите е дека Интеруниверзитетската конференција делегирала или предложила членови на работна група од редовни професори, мислам дека се претежно од јавните универзитети и веројатно под раководство на почитуваната министерка или национален координатор за високо образование. Во самата интеруниверзитетска конференција се менува состава. До сега сите ректори беа членови на тоа е местото каде што се договараат крупните одлуки за носење на стратегија за образованието високо во Тоа е темелно дискриминирачки. Универзитети се ограничуваат со само неколку места во тоа. Практично министерот ќе бира кој може да седи таму. Тоа е темелно дискриминирачки и тука апсолутно една од моите точки што ги имав подготвена, ја чекав да се погоди момент за добро елаборирање. Пазете, дискриминаторските елементи во овој закон во однос на приватното и јавното високо образование се неколку кратни. Учеството во овие, значи интеруниверзитетска конференција, значи све оваа држава што акредитирала и што постои како универзитет, треба да вие таму представени, така функционираше до сега. Се менува тоа на штета на приватните универзитети. Понатаму, знаете како е, овие што ги зборувавме стручњаци од пракса, ако работат у приватна болница, може да предаваат на медицински факултет. Ама ако се со докторски титули во Телеком или во ЕСМ, не може да предаваат во универзитетите. Постојат и други одредби, не би сакал сега да ги наведувам, кои што се навистина дискриминаторски во однос на приватните а некои се имплицитно дискриминаторски, да речеме докторска школа вели мора да има колегата Петрески имаше добра колумна денеска, мора да има 500 или не знам колку труда, проекти и така натаму за да организира докторски студии. Значи тоа не се дели со број на професори запослени, значи не можеме ние да го споредуваме еден УКИМ со 50.000 студенти и еден Американ коледж со неколку илјади студенти по квантитет на објавени трудови, па според тоа да кажеме дали има право за докторски студии или не. Што едноставно треба да се направи по според број на вработени или атачт, како се ка, професори, така натаму. Тие се имплицитни, дискриминаторски прерогативи кои што се на штета на приватното образование и велам воопшто тешко е, комплексен е големиот законот, многу вакви примери има. Едноставно, мене не ми е јасно каде води, зашто води таму и зошто не се избирани помодерни, поевропски решенија. Пази, ние сме, спомнавте за бројот на студенти во Словенија и во Бугарија, во овој бизнис и во овој сектор, во високото образование, Европската Унија, која што ние нели на прагот, е лидер во светски рамки. Значи, и ние сме добивале многу поддршка до сега, и ние сме имали исклучителни соработки. И тоа е тој простор од каде што ние треба да црпеме искуства и визии за понатака. Нашите студенти одат во Бугарија и во Словенија. Ова е очигледна тенденција на авторитарна и тенденција со која се редуцираат многу слободи. Патем сум изненаден еве и од повторно од колумната на професорот Додовски, сега овој детаљ го гледам, во однос на децата, средношколците. Предложениот закон вика е скандалозен во одредбите што регулираат на кој факултет може да се запише еден средношколец. Односно, ако некој избрал географија за државна матура, нека му е со среќа, може да студира само географија, друго не може. Ако пак евентуално подоста сака да продолжи на магистерски и докторски студии за да се занимава со некоја наука,
пак нема дека му е среќа, вика, може само во областа на географијата. Толку постојашно е за овие кандидати од стручните и од уметничките училишта. Со други збори, законодавецот ни вели зошто да имате слобода на поинаков избор, зошто да комбинирате, да надградувате интердисциплинарно, мултидисциплинарно или просто затоа што сте сватиле дека не сакате да бидете географ или фризер или пианистка, туку нешто сосема друго, што е нормално. Да, тука се, гледате, проблемите тука се, според мене, на малку по-друго ниво. Преодот од средно училиште во високо образование во Македонија во последниве години имаме одредени и многу позитивни помаци на подобрување на стручното образование. Знаете, не може сите да завршат гимназија и сите да може да се запишат на економски или на медицина. Не станува збор за тоа, ова ограничување, ако ти си имал матура географија, да можеш само географија студија или магистерски утре само географија, а не да одиш во интердисциплинарна некоја варијанта. Интердисциплинарноста е закочена од прв во втор циклус на студии и од втор во трет циклус на студии. Читав примери во последниве денови во медиумите дека кога некој ќе докторира, така натаму ќе има публикации, ќе се избере за да се избере во доцент, пишува во законот дека треба да има еден условите 3 години да бил асистент. Па не секој бил 3 години асистент па да стане доцент. Он може бил собственик на фирма, не знам што ова намо, решил да се занимава со истражување, решил да се запише на докторски студии, не може тоа да му биде пречка. Инвестирал во истражувања, да. Исто и за деца. Пазите, не може, он може да заврши економски факултет, али може да сака да специализира во магистерски студии човечки ресурси. И може да заврши компјутерски науки, може да не значи дека он ќе биде не знам каков маркетинг специјалист, ако од прва година факултет до 5-та година факултет само маркетинг учел. Но може неговото знаење од IT да го надоврзе на маркетинг. Значи, тоа се немодерни решенија, пазете. Тоа се немодерни, тоа личи на 19 век, тоа е скубака многу си. Добро, окей, воздржан во квалификацијата. Добро, не. Сашо? Мојот микрофон очигледно не функционира добро, гледам дека гледачите и понатаму се жалат за тонот. Инаку би додал јас уште неколку работи што ги има во законот, кои што се стварно вака преседан. Например, макар и да ме слушаат полошо нашите гледачи, например, се забранува воредно студирање на факултети за образување на наставници. Зошто се забранува? Тие не се свесни дека, читав негдека едно убаво образложение, па 70% од наставниците во Македонија, говорам за основно и средно образование, се жени. Жените во принцип ги дискриминираат, бидејќи имаат семејни обврски, бидејќи зошто да не може воредно да студира? Комплетно роло. Зошто да може, не знам, новинарство или што ја знам, градежништво да се студира воредно, а да не може за настава. Па има многу луѓе кои што мораат да работат, затоа студираат воредно, сакаат да се образуваат. И така, нелогичности кои што нема начин како да се објаснат тоа со една недубелост, тоа се така недообмислено, фрвено на 150 страни, па се ти видиш што ќе правиш. Инаку има една донација од Словенија гледач кој за гостинот вика убедливо најдобар професор на штул. Поздрав од Словенија. Фала, поздрав. Сашо, бидејќи ти ќе бидеш, мен ми е жал што инаку со професорот Радевски јас одамна и со тебе Сашо сме разговарале, можевме и треба и ќе го направиме тоа. Со професорот разговараме за вештачката интелигенција која станува се поголем предизвик за сите феномени, негативни и позитивни кои произлегуваат од неа, процесите на дигитализација кои се вака во со еден интензитет огромен на глобално ниво за кој кај нас речи си ништо и да не се зборува. Да не зборувам тука и во делот на медиумите од дипфейкови кои сега се прават со вештачката интелигенција, кои се нова една огромна платформа за сеење на лажни вести во едно инаку милјена медиумска неписменост во која сме, ако не се лажам, најлоши во Европа. За жал, така што професоре Радевски, мој
драг пријател Владко, во друга прилика на тие теми. Со најголемо задоволство. Не пресретна со овакви едни. Да. А од друга страна ние чувствувавме должност како и новинари да интервенираме во оваа дебата и евентуално да спречиме ако е можно дел од овие тенденции, во што лично не верувам, но окей. И апсолутно сум, да речам, почестен со разговорот и со времето што го поминавме заедно и со тебе и со драгиот другар мој Сашо. И да не збориме за ништо друго, за образование може да збориме сигурно ше 10 емисии, али подобро е да збориме за генерално образование, зашто немаме ова, зашто немаме она, што е добро да имаме, затоа што има, тоа е една исклучително динамична, актуелна. Спомна Сашо на почеток дека јас сум љубител на учење странски јазици. Јас овие работи ги следам и во Германија, и во Франција, во Турција. Ми е кејф и пријатно да зборувам за она што сметам дека во човечкото општество и во човечката цивилизација е една исклучително важна тема. Ние сите што работиме, односно што би требало сите што работиме во овој домен, ние сме пасионирани љубители на тоа пренесување на знаење, а тоа е денеска со огромен број на предизвици. И е многу интересно, еве, од сега ви давам збор, кога сакате, со најголемо задоволство би збореле за иднината на образованието воопшто. Во тој контекст. Да, и патем Сашо следната недела веројатно ќе поразговараме и за Минхенската конференција која започнува денеска, инаку и во Давос и на Минхенската конференција една од темите се и дигитализацијата, вештачката интелигенција во контекст на безбедност, геополитика и така натаму, но ете, кај нас во Македонија за тоа нешто слабо станува збор. Но еве, да, следното гледање ќе биде... Благодарам со задоволство. А на prochaine. Bien sûr, avec grand plaisir. Сашо, пријатно и за тебе се најдобро. Благодарам на поканата. Молим те да си видиш таму, бидејќи често ќе бидеш онлайн во наредниот период. Провери да не ни се лутат гледачите со право. Благодарам на вниманието и на поканата. Ви благодариме за вниманието. Работата на студиото ќе видиме до следниот пат ова со тоа да го поправиме, па нешто ја што ти кажам да може да допре како што треба до вас. Поздрав. Поздрав.